Да сакаше човештвото да постои правда, можеше одамна да ја има. Оваа позната мисла денес како да се пресликува на јунското небо над Македонија, со сонце, облаци, дождови и многу виножита. Сака ли ово општество воопшто правда? Финансиски криминал, расипничко трошење, простени долгови. Директори, градоначалници, председатели на федерации, екс-министри. Што откриваат новите истраги на финансиската полиција? Обвинителствата со полни раце работа, ефекти слабо, ниска доверба за сработеното. Најде ли криминалот цело без кучиња или ќе паѓаат и недопирливите? Вечерва во 24 отворено на оваа тема дебатираме во еден добар, би рекол, состав. Билјана Николовска, Ивановска, се извинувам, председателка на антикорупцијската комисија. Добра вечер и добре дојдовте во студиото. Директорот на финансиската полиција Арафат Муареми, кој имаше денеска долг ден. Обвинителката Лидија Рејчевич. Добра вечер и за вас. Добра вечер. И Сладјана Тасева од Transparency International. Се извинувам. Добро вечер. Добро вечер и за вас. Вие не сте прв пат во ова студио. Како и да е. Ќе почнеме со она што денеска беше најактуелно, веднаш да го искористиме присуството на директорот Муареми. Дали беше неопходна ваква акција во Љуботен, која што крена многу врева во јавноста, станува збор за тутун и тоа во очите на јавноста никогаш не изгледа како нешто многу страшно, но сепак после подолго време во Македонија сме сведоци на акција со полиција, со едни побројни полициски сили, да речам. Зошто? Сега, вака. За волја на вистината не беше само претресите, односно само во Љуботен, туку се во неколку локации, односно во 13 локации низ цело подрачје на град Скопје. Тука треба да се наведе дека истото е направено и во Сингелич, и во Арачиново, и во Визбегово, каде што многу мирно е направено претресот, утврдени се одредени некои например, недозволени работи, истите се конфискувани од страна на Управата за финанска полиција и е повлечен. Значи, тука има само едно недоразбирање со селаните, нели, на село Љуботен, кое што понатаму, нели, се смири ситуацијата и истото се дозволи да се повлечат екипите и препадниците на Управата за финанска полиција. Значи, предметот кој што Управата за финанска полиција го работи значи, во подолг период. Значи, не се работи за еден краток период, па сега одма да одлучиме да влегуваме на одредени локации. Истрагата која што се води под раководство на јавен обвинител. Значи, цело време е информиран јавниот обвинител и одлуките се носени со одобрение на јавен обвинител. Кога е започната целата истрага, е започната со 2 или 3 инволвирани луѓе во целиот овој настан. Меѓутоа, како се развивало, како се ширеше истрагата, така и се шира и луѓето кои што се влезени во таа мрежа. Станува широко организирана група која што ова го правела? Апсолутно, станува за организирана група која што за жал секогаш ги користат одредени локации кои на вистина не се достапни толку, нели, за институциите, туку се работи исто така за села кои што се навистина со низок економски нели стандард. Мислите на амбари, визби, подруми, места каде што има животни што живеат на село. Сега Тарла. Така е, значи ако веќе почнуваме, значи да влегуваме во детали, значи на тоа каков е тој тутун, можеме да кажеме и обезведени се одредени некои материјални докази каде што утврдени се и совисани, нели, животни, односно глувци, стаори внатре од истите тие веќе што гризеле, нели, тој тутун и се навистина се труени и веќе и совиселе. Што значи дека тој тутун што им е продаден на соселаните таму, без разлика дали во Љуботен, дали во Сингелич. Значи, тој тутун, ние од извршените лабораторски анализи утврдено е дека тој тутун е отровен.
Значи тој тутун има Кога многу успеавте да голема направите содржина на лабораториски анализи, ако денеска го запленивте тутунот? Не, значи анализите се направени претhodно, бидејќи мострите кои што се земени од одредени локации, кои што претhodно ние веќе сме запленили. Таков од на лице место од местото каде што е тргнато возилото до продажното место, односно на тие локации кај што требало да заврши. Тогаш ние сме направиле одредена некоја кратка контрола со обезбедување на докази и утврдивме на одредени возила дека има тутун кој што потекнува токму од тие села. Овој тутун го има на пазарите, значи постоел, го има во слободна продажба, односно во продажба на пазарите каде што се давал без фискални сметки, не во форма на цигари, туку во форма на тутун. Така е, значи тоа е вториот дел. Значи начинот како се продава тој тутун исто така е незаконски, нелегален, затоа што истото се продава во готово, на црно и тука на вистина се избегнуваат одредени даноци спрема државата. Велите нелегален тутун. Што значи тоа, дека е шверцуван, влезен е по пат на шверц во Македонија или за него се платени царински давачки? Значи тој тутун кој што е производен, не е производен во Македонија, тука се производен од едните на соседните држави, поточно од Грција, од Србија, од Албанија и од Бугарија. Тој тутун не е увезен од страна на соселаните или граѓаните. Тој тутун е увезен од страна на одредени правни субјекти, од каде што и веќе почна истрагата пред година дена. И тој, значи, тие правни субјекти кои што се директни увозници, нели? Ние ги кажуваме увозници, а меѓутоа тој може слободно да се каже дека е шверцуван. Да, тие правни субјекти се основани од физички лица кои што за жал не се наши државјани, туку се со фалсификат документација, лична документација, идентификација, каде личната карта, на пример, е од едно лице, додека сликата е од друго лице. Тука, значи, имаме проблем за да идентификуваме кој е вистинскиот собственик на тој правен субјект што увезува. Меѓутоа, користејќи други механизми кои што ги има на располагање државата, утврдивме дека други се тие лица кои што седат позади тие фирми. И сега моментално не можеме да ги кажеме, значи други детали околу истрагата, зашто уште не е завршена. Добро, само уште ова да ве прашам во врска со оваа истрага пред да се осврнеме и со другите гости да поразговараме. Селаните или дел од нив велат дека тоа е тутун кој што е собран од нивните ниви, кој што го видовме патем на телевизија, и дека таму е обработен и чуван во амбарите за понатамошна продажба, во што според нив нема ништо нелегално. Тука има некои лажни искази според вас или имате вие некаде грешка во истрагата? Апсолутно не. Точно ние од обезбедените докази на лице место утврдивме дека тој тутун кој што по име е Вирџинија е по потекло, бидејќи се утврдува нели од самите декларации кои што се во самите пакувани кутии со тој тутун е од потекло од Србија, моментално тие ги фатив. Меѓутоа, увозот кој што е направен, тоа е следен. Значи, до крајната дестинација, каде што завршиле на тие локации кои што ги посочивме. Значи, кога од самиот увоз до завршница, ние имаме доволно докази да го реализираме случајот со предвлегување на претреси. Меѓутоа, одлуката е и ставот е на јавното обвинителство се додека не се утврди крајниот собственик и дали тој тутун се режи или не се режи, бидејќи тогаш станува акцизна стока, не можеме да го реализираме случајот и затоа одлуката беше веќе и да се обезбедат и тие машини кои што се забранети, нели, за користење, односно за сечење, режење и производство на готов производ, односно тутун. Господин Муареми, имате ли чувство дека се наоѓате на трага на една тобако мафија балканска? Кога се почнува една истрага, значи никогаш не може да предпостави да се предпоставува, значи кај е завршницата. Се додека, значи се врши истрага, продолжува и ширењето на сите инволвирани луѓе. Тука може да се каже дека има одредени луѓе кои што не можеме да ги откриеме, меѓутоа тие подолг временски период, не само овие 2 години кои што ние почнавме со истрага, него и порано вршиле вакви незаконски бизнис делки,
каде што порано, не знам ако истражувате подетално, значи имало конфискација истиот производ, истиот тутун од некој друго село, Могила. Значи истото само се го префрлува доколку се лоцира некоја страна на државните институции, се лоцира одредена локација каде што оние го режат, тие ги трансферираат на друго село и така понатаму. Сега доколку еве на пример ние утврдивме дека веќе се режи тутун на овие локации, оние сега ќе ги преселат и ќе ги носат на други села каде што ќе продолжат со истиот бизнис, се додека не ги сопреме. Обвинителке, од ваш аспект погледнато, оваа акција ги има сите елементи на една кампања која што може да продуцира обвинителен акт? Секако. Меѓутоа, тоа не е кампања. Ова што се случило денес и ова што ви го презентираше директорот на финансова полиција укажува дека обвинителството и финансовата полиција макотрпно работеле, нивниот труд е за респект, резултирал со податоци и со откривање на одредени сознанија кои што укажуваат на сторено кривично дело, за кое што верувам дека обвинителството понатаму ќе раководи за прибирање на нови докази и сигурно ќе резултира со одредена јавна обвинителска завршница. Според начинот на кој што се продуцираше оваа акција, тоа не подсети повторно, ќе речем, на оние времиња каде што се користеа и камерите за да може да се добие некаков фидбек во јавноста за тоа што се случува. Се согласувате ли со таков начин на постапување? За користење на камери при спроведување на акција? Јас тоа што можев да го видам, немаше камери при спроведувањето на акцијата, туку имаше секвенци по спроведената акција за атмосферата која што се наоѓа во моментот и која што веќе излегува надвор од полициските овластувања. Дали габаритот на акцијата бараше ваков тип Амбиентот го беше обележен од телевизиските камери, реакциите, изјавите на актуелните за да се информира јавноста. Инаку, воопшто не е невообичаено во светот, па дури ни кај нас, одредени акции за кои што тоа е потребно, кое што не ги руши како акција и како постапка правата на граѓаните, а има мултиплицирана цел да го спречи криминалот воспитно да делува, да манифестира капацитети на полицијата, на јавниот обвинител, гарантира законитост на постапката, да биде презентирана и преку камери. Тасева, зошто мораш да се даде политички призвук кај нас на секоја акција, па и на оваа видовме градоначалник се јави во функција на одбрана на жителите на селото, видовме политички представници на барем на две партии, тоа е на ДУИ, Артан Груби се јави, на Алијанса за албанците, кои што повикаа на внимателност и па може би искористи и посилни зборови некои од нив во смисла на тоа да не биде насочена акцијата кон одредена група етничка во тоа село. Може би тоа се уште некаква навика и начин однесување на политиката, која што во се меша и за се сака да има збор и став. Слушнавме порано и дека се откривани кривични дела и се поднесувани кривични пријави од страна на политиката. Меѓутоа, треба со текот на времето политичарите да се научат да се држат на страна од ваквите активности и действија на институциите за спроведување на законот, затоа што сето тоа може да имплицира или вмешаност на политиката, или состојба на обиди за заштита на лицата кои што се вклучени во некоја конкретна ситуација или действија, и не е добро ниту за политиката, ниту за надлежните институции кои што треба да се ја завршат својата работа. А најчесто кога станува збор за организирана криминална група, како што сега гледаме дека на некој начин се навестува дека постои, затоа што ниту увозот кој што е на некој начин нелегален и шверц не може да се случи без учество на лица од институциите кои што тоа го овозможиле. И сето она понатаму, и превози, и транспортери, и купување машини, и складирање, и продавање на пазарот, и не, значи ли тоа дека тие може би имаат и политичка логистика ако значи, политиката застанува за нив? Дека тука станува збор очигледно за многу профитабилна криминална активност. И од таа профитабилна криминална активност која се создаваат профити, дел од тутунот е конфискуван, меѓутоа многу пари, сигурно не ја слушнавме вредноста на целиот случај, мислам дека е во милиони,
многу пари се во прашање и кога постојат многу пари во игра, постои можности за корумпирање, за обезбедување на политичка заштита и за нешто што нормално ќе предизвика реакција и од страна на политиката кои што се ставаат во заштита. Сето ова треба да се стави понатаму, да стекнеме навика, односно политиката да не се меша во таквите действија. Мореми, вие ги видовте политичките реакции, ви пречат кога ја обувате вашата функција или се носите со нив? Видете, значи секогаш кога се работи за закон треба да се дистанцира политиката од надлежните институции кои што се легитимни за да водат вакви проверки. Значи секогаш сум за тоа. Јас како личност, значи не припаѓам на ниту една политичка партија. Туку одлуката беше да се постави еден експерт, односно професионален човек за водење на таа институција, каде што политиката нема да има допир. И тоа треба да остане така. И ова што се случи денеска, треба да знаат дека во ова конкретен предмет има толку материјални докази обезбедени, што доколку оние дозволуваат ваква појава да функционира во државата, тогаш нема потреба да водат политика. За колку пари станува збор неплатени давачки кон државата од тоа што го знаете? Така, јас можам да потенцирам дека се работи за над 15 увози кои што се направени за овие нецели 2 години со таков вид на тутун. Која е вредност? А вредноста на целиот овој процената вредност каде што државата губи е над 7,5 милиони евра. 7,5 од давачки. Од давачките, значи бидејќи е како акцизна стока може да се смета. 15 увози на колкави количини? Значи над 15 каде што се предвидува нели еден шлепер целосно може да носи над 20 тони таков тутун. Над 300 тони тутун станува збори и повеќе да. А може и поише. 7,5 милиони евра се неплатените давачки според вашите проценки на сите овие 15 увози. Од тие вкупно увезен, увозен таков штетен тутун, да. И исто така, значи апсолутно Управата за финансиска полиција како институција нема никаков проблем со ниту еден граѓанин од тие подрачја. Се работи само за обезбедување на материјален доказ и докази кои што се потребни за да се заврши процесот, односно истрагата. Ако се утврди дека некој од тие селани свесно учествувале во тој процес, за нив нема да има кривични пријави? Видите, значи тие луѓе сепак се наметнети од страна на одредени лица кои што функционираат не цели 10 години за овој бизнис. Значи, за жал ги наоѓаат исто така вакви села, каде што можат да ги убедат и да го продолжат тоа производство на незаконит начин на тутун. Соселаните од тие подрачја не знаат дека докога се режи тој тутун, станува акцизна стока. Тоа е една работа. Додека станува акцизна стока, тука, значи, на вистина државата губи. А од друга страна, исто така не се информирани дека тој увоз на тутун исто така е отровен. Значи, има некои субстанции кои што се на штета на здравјето на сите граѓани во Република Северна Македонија. Така да кажете, тие селани се жртви практично на ова група организирана криминалци. Така, значи, оние увезуваат тој вид на тутун, им го дават на нив го делат на одредени количини, по 100 кила, по 200 кила на куќи во тие села, за да произведат оние после тутун, режан, сецкан и да се продава после на неколку локации низ земјата. А спомнавте и други села, овие што беа денеска во акцијата, но постојат индиции и за други села кои што се вмешани или места? Значи, имаме неколку и градови имаме исто така, каде што тие давале само логистика на целата работа. Имаме одредени локации во државата каде што тие дават и спремат документација, имаме локација во државата каде што спремат сметководство и се дисперзирани низ цела територија. Ова е како лазарат во мало, само на еден тутунски лазарат. Да. И тука нема врска само со една етничка припадност, тука кога се работи за ваков незаконит бизнис, се сите сплотени и заедно сите други. Така, криминалот нема етничка. Нема етничка, дефинитивно, боја. Да. Така е. Господи Ивановска, слушнавме доста детали за оваа акција. Претпоставувам дека и вие како
антикорупционер го следевте денеска случајот, иако тоа не е секако прва ваша обврска со оглед на тоа дека станува за друг тип на корупција, но очекувате ли дека од таму може да се отвори работа и за вас, каде што би можеле да помогнете? Па ќе видиме како ќе се одвива расплетот. Ние имаме соработка со Управата за финансиска полиција. Си помагаме едни на други, доколку се јави потреба од наша помош. Ќе ускочиме. Во однос на вашето делување во изминатиот период и пред емисијата спомнавте дека имате соработка и со обвинителството и со другите органи. Соработката на ниво на органи е, предпоставувам, добра на одредени, меѓутоа постои и се разбира институционална задршка во некои места. Каде би се најголемите проблеми во функционирањето? Проблемите што произлегуваат во системот, ако ја земеме целата држава како систем, е во тоа што од нефункционирање на институциите ние се натрпавме од премногу предмети заради тоа што граѓаните кои што се незадоволни од многу институции се обраќаат кај нас со надеж дека ете ќе се добијат разрешница на нивниот проблем. Мислам дека тука е најголемиот проблем и сега од тука почнува да се одмотува клопчето понатаму. Инаку во нашите директни обраќања кон институциите во однос на обезбедување на соодветни податоци, документи, докази, до сега не сме имале никаков проблем. Сите во определениот рок ни ги доставуваат и навистина имаме одлична соработка, можам да се пофалам во тој поглед. Понатаму, нашата поврзаност со институциите треба да оди во нагорна линија, дотолку повеќе што законот ни овозможува, односно ни дава надлежност да бидеме поврзани со околу 20 на 17 до 20 институции електронски, што значи дека на соодветен начин ќе бидат нивните бази на податоци достапни до нас и тоа ќе ни овозможи полесна обработка и побрза обработка на предметите. Господин Муареми, имавте пресконференција пред неколку дена, каде што посредно или непосредно го обвинивте обвинителството дека не постапува доволно брзо и јасно по вашите предмети. Спомнавте за бројка од 28 кривични пријави против 51 физичко лице за сторен криминал од над 130 милиони евра. До каде се овие предмети и каде е пречката за нивно процесирање? Законот за кривична постапка, за жал, не ги обврзува јавните обвинители да биде информиран секогаш правосудната полиција за постапката која што се води за нивните предмети. Тоа е една пречка и врз основа на ова ние немаме некоја точна бројка или информација до каде се тие предмети. Меѓутоа, ние сепак водиме одредена евиденција кога веќе ни поднесуваат од страна на јавното обвинителство наредби за дополнување и обезбедување на дополнителни докази за конкретниот случај. Тогаш знаеме дека веќе се постапува од страна на јавното обвинителство за тој случај. Меѓутоа, верувам дека кога се работи во делот на финансиски криминал, сепак мислам дека треба повеќе консултации треба да бидат и директно инволвирани, односно вклучени страна на припадниците на Управа за финансиска полиција, можеби и во текот на истражна постапка. Затоа што на одредени обвинители, не зборам на сите, има некои обвинители кои што навистина одма ги прифаќат и ги сваќат проблематиките и финансискиот криминал во кој дел се води, додека на други треба нешто повеќе да се фокусираме и да ги убедиме дека на вистина тука има инкриминирани действија, има простор за водење истражна постапка за одредени некои предмети. Не секогаш добиваме разбирање, не секогаш чекаме од страна на јавното обвинителство, односно од страна на одредени обвинители да ги прифатат сите наши предмети. Меѓутоа, јас мислам дека јавниот обвинител треба, зашто он е надлежен да ја води целата постапка и истражната, но не значи дека не мора ни предистражната постапка да го раководи. Јас мислам дека треба оние поише да загризат
нели, во делот на финансиски криминал, затоа што да се разбереме дека секое кривично дело без да има финансиски интерес, односно без да има личен интерес, не се прави. Дали се работи за злоупотреби, дали се работи за одредени други инкриминирани действия, дали се работи за местење на некој тендер, тоа го прави со единствена цел, да има одредена провизија, што поише да има финансиски профит. Речевич, зошто обвинителите бегаат од овој тип на криминал? Во ваква ситуација вообичаено е, мислам дека јавноста што ме познава очекува реакција. Типична за мене да се спротиставам на ставот на директорот, меѓутоа за промена и за волја на вистината јас тотално ќе го поддржам, сосема. Мислам дека финансовата полиција и останатата полиција која што е под раководство на јавниот обвинител има право на свој впечаток за работењето на јавниот обвинител. Јавниот обвинител мора да раководи со полицијата без оглед за која полиција станува збор, но тоа мора да знае како да го прави. Неговата заложба за проактивен однос на јавниот обвинител апсолутно е исправна констатација. Значи, јавниот обвинител мора да биде усмерен кон финансиската истрага, да го насочи полицаецот, било финансов, било инспекторот од МВР, што точно да бара, каде да го сконцентрира своето внимание, полициската обработка, за да дојдеме до конкретни резултати. И се надевам дека оваа констатација на директорот, која што во комбинација со неговата младост и ентузијазам ми дава за право да заклучам дека финансовата полиција ќе оди во добра насока во делот на истражувачките техники. Но нема да оди ако обвинителството понатаму не ги заврши работи. Обвинителството знам дека сум должна и го очекувате тоа, но морам да се задржам на ваквата констатација, затоа што сметам дека овој став на првиот човек и на финансиските полицајци, кога барат, пружаат еден крик дека јавните обвинители им се потребни да им дадат инструкции, тоа го налага законот, јавното обвинителство ја има таа обврска и должност. Констатацијата дека јавното обвинителство ги задржува предметите треба да произлезе од некакво истражување. Но, за волја на вистината, јас не сум го направила тоа истражување, не можам да тврдам, но знам за предмети кои што се држат премногу долго. Моите искуства го покажуваат тоа. Јас сум затекнала такви предмети. Некои од тие предмети? Не, нема да ви посочам, затоа што на тој начин ќе излезам неетична во делот на колегите со кои што работам. Станува збор за предмети кои што се однесуваат за висока корупција, за или станува висока корупција и за висок финансов криминал. И за личности кои што се дел од естаблишментот или од политичкиот живот на некој начин? Апсолутно со високо значење. Апсолутно со високо значење. Тие се држат намерно од страна на некој обвинител? Јас не знам дали намерно, но тие мора да видат бела виделина. Значи, јавниот обвинител барем мора да ги елаборира, мора да им укаже на странките што работи со предметите. Мора да ги повика, мора да работи на нив. Мора да го повика финансовиот полицаец или инспекторот и да каже што се случува, ако му е потребно да побара асистенција негова. Значи, таквата состојба, јас на парцијални случаи, кои што не го градат општото мислење, можам да ја потврдам дека е вистинита. И мислам дека таа може да се надмине, дека тоа не е тешко, но проблемот е во индивидуалниот и професионалниот капацитет на тој кој што раководи со така моќна постапка како што е истражната. Тоа се предмети во Скопското обвинителство или во обвинителството за организиран криминал? Моите искуства се црпат и од обвинителството за организиран криминал, но и во Скопското моето искуство е долгогодишно. Јас сум таму повеќе од 21 година и 4 години во обвинителството за организиран криминал, така да и на база на впечаток и на искуствени сознанија, јас знам дека има предмети кои што бараат да бидат решени, да се анализираат, да се проучат, да се прибере неопходно потребниот доказен материјал и да се излезе со одлука. Тасева, зошто во обвинителството работите се на некој начин занемарени или некои предмети се занемаруваат? Имате ли чувство дека тука станува збор за или сознанија или истражувања, бидејќи тоа долго време го следите, за можеби спрега на политиката и правосудните органи? Во право сте кога велите дека долго време ги следиме, многумина ги памтите или се сеќавате на
укажувањата од страна на Државната комисија за спречување на корупцијата за постапувањето на јавното обвинителство уште од времето на првиот состав на комисијата, кога баравме јавното обвинителство да ги извади од фиока предметите кои што се доставени до обвинителството од страна на комисијата и да постапува по истите. Во меѓувреме Transparency International правеше истражувања, кај што ги следевме текот на предметите доставени од полицијата преку јавното обвинителство во судството. За жал, во полицијата ни дадоа целосен увид во сите поднесени пријави. Дел од нив најдовме во судовите, обвинителите и тогаш беа нетранспарентни, не дозволија увид. Меѓутоа, процентот на предмети кои што ги најдовме во судска постапка беше многу мал. Она што можам да кажам од денешно искуство, прашавте дали тука има влијание на политиката. Ние имаме една состојба на ненапаѓање, јас ја нарекувам, кај нас, затоа што имаме постојано укажувања за предмети на висока корупција, за случаи на висока корупција. Поднесени се многу кривични пријави до сега против носители на функции, политички експонирани лица, функционери и други, некои од припадници на приватниот сектор. Меѓутоа, немаме ефикасна завршеница на тие судски постапки. Деновиве или во изминатите 2 години, еве јас ќе го спомнам предметот банки, кој што е поднесен во јавното обвинителство во 2013 година од страна на Министерството за внатрешни работи. Таму постапувала и Управата за финансиско разузнавање, постапувала и Управата за финансиска полиција. Тој предмет се наоѓа во обвинителството за организиран криминал и корупција и тој предмет веќе 6 години не може да излезе од предистрагата. Обвинителката Ричевиќ е премногу етична да спомнува вакви случаи, но таа беше обвинителот кој што го почна да го работи тој предмет. Меѓутоа, имавме брза реакција, јас би рекла во спрега со политиката, може би некој ќе смета дека шпекулирам, да се направи постапка во Советот на јавни обвинители да биде изземена или повлечена од тој случај. Имавме постапување од страна на Државната комисија за спречување на корупцијата за конкретната седница по представка повторно од Transparency International, кај што укажавме на судир на интереси и на председателот на Советот и на една од јавните обвинители членка на Советот, кои што гласале во тој момент во состојба на судир на интереси. Зборувате за Советот на обвинители? Еве се воздржале, меѓутоа овозможиле да одлучува Советот. Од денешен аспект, после ставот на Државната комисија дека тука има судир на интереси, тие одлуки се неважечки. Значи, ние имаме ситуација дека имаме неетичност, судири на интереси, состојби на непотизам, непостапување од страна на јавното обвинителство и тоа се состојби за кои што не се зборува јавно. Имаме допишување со јавниот обвинител на Република Македонија да не извести до каде се случувањата по предметите. Имаме чудни коинциденции да предметот е отфрлен еден ден пред постапување на седницата на комисијата или дека предмети се отфрлаат еден ден пред други судски рочишта. Значи, премногу работи се случуваат за да ние кои што ги следиме од блиску можеме да поверуваме дека тоа е случајност и коинциденција. Ова генерално станува збор за случаи каде што има одреден или бизнис центар на моќ или политички центар на моќ. Ние постојано зборуваме за заробена држава, меѓутоа државата држат заробена не само политичарите, туку постои дел висок тип на финансиски криминал или вклученост на финансискиот криминал во зарабувањето на државата. И тоа веќе се појавува од многу страни како пример или како состојба, меѓутоа немаме капацитет тоа да го истражиме. Дали немаме капацитет, што е реална и објективна состојба, не се знае и не се постапува, меѓутоа немаме и волја да се создаде тој капацитет. Од 2010 година кривичниот законник не е во сила и се уште велиме дека е нов, законот за кривичната постапка, и таму се предвидени истражните центри. Тие сега допрва скромно некако... Истражните центри за кого? Истражните центри кои што треба да се формираат во јавното обвинителство. Да.
И сега веќе некако срамежливо слушаме дека почнуваат да се формираат. Минатата година се донесе стратегија за финансиски истраги. Не се почнуваат финансиските истраги заедно со кривичните постапки. Значи, ние секогаш како управа за финансиска полиција, тоа секогаш ние го објаснуваме дека и пред да се донесе таква стратегија за водење на финансиски истраги, ние паралелно се воделе финансиски истраги за покрупните предмети. Ма сега не зборуваме само за финансиската полиција, зборуваме генерално, генерално стратешки така, за целата состојба, затоа и се донесе таа стратегија и се разговара. Значи, и навидум е тоа спрега, и непостојање на политичка волја, немање на волја да се изведат пред лицето на правдата оние кои што го повредиле законот или постапиле спротивно на законот, без разлика дали тоа се политичари, луѓе од приватниот сектор или не знам, друг тип на носители на функции. Едноставно во меѓународни рамки тоа се вика impunity, значи заштитеност. Ние тоа го имаме апсолутно присутно во изминатите 20 години наназад и мислам дека е време да почнеме отворено да зборуваме за овие проблеми и да бараме отчетност од јавното обвинителство што се случува со предметите кои им се наоѓаат таму на маса. Ако немаат капацитет, нека кажат дека тоа е така. Ако е нешто друго во прашање, да видиме сите. Само ако ми дозволите, бидејќи сепак обвинителството е прозвано, иако јас немам легитимитет да ја застапувам во целост обвинителската институција, но сум дел од неа и морам да ви кажам дека во однос на тоа што е причината, мора да се потенцираат објективните слабости. Конкретно, јас сведочам сега за период кога основниот јавен обвинител во Скопското јавно обвинителство очајнички се бори да ги подобри ресурсите, да ги подобри материјалниот статус за да може да ја ублажи оваа состојба за која што зборувате, не завршување на предметите на време, објективна неможност и така натаму. Бројот на обвинители... Се извинувам, дали е тоа само една од причините? Една од причините е тоа, може би доминантна. Знаете, кога зборуваме за... Ако е главна и доминира, тогаш можеме да најдеме нешто за кое што ќе се патите и ќе си најдете добра причина и за... По моје видување тоа не е главна, затоа што знаете, јавното обвинителство екзистирало и во време на најголеми депресии, кризи, трансформации и така натаму и покажувало добри резултати, имало висок степен на доверба. Значи, личниот капацитет и потенцијал и знаење на луѓето кои што работат во обвинителството е примарна алатка на секој обвинител и на таа институција. Меѓутоа, особено кога зборуваме за корупција, јас се надевам дека сите знаеме што значи зборот корупција, дека е тоа нечистотија, потегнува од латинскиот збор смрад. Не можете вие нечистотијата да ја исчистите ако немате средства. Јас, например, овде, кога сум сега во основното јавно обвинителство, барам да службено возило за да одам на увид, го немам. Значи, тоа се состојби кои што државата не сме да си ги дозволи. Не сме ни да помисли да ја зголеми платата на обвинителството за организиран криминал, а јавните обвинители во основното јавно обвинителство, кои што впрочем работат и ваков предмет, каков што ви презентираат денеска, работат со полна парја 24 часа, одат, дежураат, собираат лешеви и така натаму. Сакам да ви кажам, и објективните слабости имаат голем придонес за една ваква слика за која што зборуваме и го критикуваме обвинителството. Ивановска, вие водите доста предмети кои што се и против актуелни политичари или носители на власта. Чувствувате ли притисок во работата или сте засега ослободени од тој тип на укажување? За сега сме ослободени од тој тип на укажување. И сме срекни поради тоа. Не, навистина не чувствуваме притисок. До сега никој не дошол да ни прети или да ни укажува дека не треба така да постапиме и слично. Дали општиот амбиент ви дозволува да се чувствувате сосема слободно во насока на вашето одлучување? Да, особено имаме голема поддршка од граѓаните кај да се движиме секаде, не препознаваат, ни даваат поддршка и тоа ни е мотивација плюс за работа секако. Колку предмети во моментов работите, за колку заклучоци сте донеле во однос на актуелни функционери или судии или политичари? Па сега некоја статистика најточна... И кои би можеле да ги наброиме нај... како по-вака еклатантни примери?
Имаме доста предмети отворено, негде како помеѓу 400 и 500 предмети имаме отворено, некаде помеѓу 100 и 200 одлуки не ме држите за збор, значи статистика најточна во моментов не знам, не е ни битно, известуваме до Европска комисија на неделна основа, бројките и не се толку најважни, битни се резултатите од работата што е завршена. Она што до сега највеќе одекна во јавноста беа прашањата поврзани со вработувањата, и тоа вработување на високи, блиски лица на високи функционери, но донесени се и други одлуки кои што исто така се важни, решаваат нечија судбина. Пред неколку дена имаше изјава на еден обвинител кој што практично рече дека нема ни да ја плати казната за тоа што вие сте го утврдиле како прекршок во делот на вработувањето на негов роднин. Како го коментирате тоа? Па мислам дека човек кој што доаѓа од таа фела испрати многу лоша порака до јавноста. Тој треба да биде пример како треба да се однесуваат луѓе кои што работат во правосудниот систем. На тој начин покажува каков е неговиот интегритет, колку етика има во него и колку е тој професионален. Лошо зборува, во секој случај лоша порака. Ќе мислите да продолжите во тој случај или вашето тука заврши со одредувањето на прекршокот? На понатаму иде судска пресуда кој има. Нашето заврши. Добро. Тесно соработувате со финансиската полиција во одредени случаи. Да. Еден од тие случаи е за становите на поранешниот председател Иванов. Може ли да не кажете до каде е истрагата во двете институции? Значи, Државната комисија за спречување корупција токолку утврди дека имотот на одреден функционер се зголемил значително повеќе во однос на неговите примања, може да отвори постапка за испитување на имотната состојба. Токму поттикнати од овие надлежности на комисијата, ние отворивме случај за испитување на имотната состојба на поранешниот председател. Тоа не е едноставна работа. Соработуваме не само со финансиската полиција, него и со многу други институции кои што треба да ни обезбедат податоци. Дел од тие податоци се обезбедени и другиот дел од истрагата се води во финансова полиција. До каде се работи се, додека не се заврши се во тек. Добро, Мореми? За истиот случај сега. Факт е дека да. Сегаш имаме законска обврска да соработуваме, значи соработката е на вистина на солидно ниво. Од страна на Државната комисија за спречување на корупција имат побарана одредена асистенција, нели, да се помогне во делот на водење на финансиската истрага и до утврдување точна разлика која што е од имотот кој што е пријавен на легален начин и имотот кој што е непријавен, односно да се утврди делот колку е разликата од непријавените приходи. Управа за финанска полиција е спремна во делот на водење на вакви истраги и меѓутоа тоа е макотрпна работа и може да трае подолго временски период од тоа што може да се очекува. За истиот случај исто така со една информација е известена јавното обвинителство дека веќе водиме таков предмет заедно и дека доколку и оние, значи како јавно обвинителство кои што се надлежи да ја водат истрагата имаат одредени плюс некои дополнителни некои насоки, може да ги дадат. Се бара потеклото на парите од каде се купени становите или се бара врската на купувачот со инвеститорот кој што ги гради? Во овој процес се бара се. Во оваа процедура се бара се. Значи се барат и парите, се барат од каде му се парите, се барат на кој начин е стегнато, да може би со некоја компензација, нешто така, тој имот и така понатаму. Значи сосема ќе разголите финансиската слика на живењето и работењето на екс-председателот, за да видите како дошол до овој имот што сега го поседува, односно тие два стана наводно со барем тие два за кои што ние пишувавме, не знам за други. Тоа не е дел од работата, значи не е прв пат, не е прв пат, значи вака да утврдиме дали има дополнителни приходи кои што не се пријавени или не. Значи сме направили за други функционери кои што сме утврдиле разлика од пријавени приходи и со тие што не ги пријави. Значи имаме одредени функционери кај што утврдивме и известено
и јавното обвинителство за тие функционери. Може да ни кажете сега за кој станува спор, ако е веќе завршена истрагата? Не, зашто уште не е завршено. За поранешни функционери или за актуелни станува збор? Се работи за поранешно. Министри? Не можам да кажам подетали. Асоциација. Добро. Кога станува збор за ваков случај, кај што се чешла имотот на еден поранешен председател, претпоставувам, ако ги погледнеме странските искуства, тие покажуваат во голема мера, особено во земји кои што произлегува од некаква транзиција како македонската, дека завршија со пресуди и така натаму со случаи кои што индицираа корупција на високите функционери. Кај нас постои таа една бариера на неказнивост што се уште лебди во општеството. Очекувате ли дека сега може да се прекрши, ако веќе имаме институции кои што работат на овие проблеми и ги чешлаат функционерите без разлика од тоа од која партија доаѓаат? Имаме барем 2 институции тука што седат на нас. Имаме 3 тука што се Да, имаме 3, меѓутоа таа се уште не е реформирана. Институцијата, се разбира. Значи, најмалку, и би рекла веќе стварно треба сите да го изгубиме трпението, затоа што премногу сме трпеливи чекајки институциите да почнат да си ја вршат својата работа. Значи, да гледаме што се случува во светот и како државите во кои што функционираат институциите реагираат на сознанија дека некој бил вмешан во корупција или дека е зголемена имотната состојба. Гледаме поранешен председател на Франција, например, во последните неколку недели се води постапка за корупција. Во многу држави ние гледаме и примери од постапување на јавни обвинителства кои што се задолжени за борба против корупцијата, каде што се водат многу постапки против носители на функции и сето тоа засновано на проверките на имотната состојба, засновано на проверките на судирот на интереси, засновано на проверките за вистинската собственост на компаниите, за што ние многу малку зборуваме денеска тука. Затоа што сега имаме и ние обврска да пријават доколку имаат повеќе од 25% собственост во некоја компанија и тука се кријат многу работи кои што нашите институции треба да имаат капацитет да ги на време да ги детектираат и да поведат постапка за целосно обезбедување на сите докази со кои што ќе се докаже дека станува збор за незаконско богатење или несразмерно богатење или некаква друга ситуација од која дошло до потекло на имотот. Проактивните истраги всушност и тоа значат да се тргне од парите, да се следи трагата на парите, да се види што се случувало и од каде доаѓаат тие пари. Ние за ова многу долго зборуваме. Ги донесовме сите закони, ги воспоставивме сите институции, сите процедури, сите наши институции се членови на меѓународните организации кои што се работат во размена на ваков тип на информации, но сепак мислам дека блокадата е овде кај нас, дека ние тука треба да дозволиме тој систем кој што го имаме на хартија, да му се дадат доволно ресурси, она што кажа обвинителката, ако не ти имаш институција која што нема со што да работи, едноставно нема да има резултати. Меѓутоа и да се дозволи институциите да работат без влијание и притисоци. Ние постојано слушаме за закани. Зошто, например, ќе ме разрешат, ќе ме упатат на друго место и никој за тоа не се грижи, затоа што и да пријави некој дека постои притисок, никој нема да го заштити. Кога зборуваме за тие реформи во судството, во правосудството, во обвинителството, многумина претходно го поставува прашањето зошто целиот период не се направи тој ветинг во обвинителството и во судството. И сега гледаме првични пројави во антикорупцијската комисија, неколкумина судии се под лупа, колку што сватив. Зашто и кои се тие? Отворивме постапки за 5 судии, на кои што исто им се испитува имотната состојба. Имињата се веќе соопштени на јавноста. Да, тоа беше поранешниот председател на Кривичниот суд, Панчевски и така натаму уште неколкумина. Исто го работите заедно во соработка со финансиската полиција? Да. Да, значи со една информација пратена до управата за финанска полиција, каде што исто така е побарано да се испитува потеклото на имотната состојба на одредени функционери,
каде што меѓу нив има и суди од неколку нива. Што бараше Зоран Ставрески во финансиската полиција пред известен период? Зоран Ставрески беше повика на информативен разговор за еден предмет кој е моментално во предистражна постапка и истиот откако го даде исказот нели пред припадниците на управата за финанска полиција си отиде. Тој е осомничен во тој предмет? Не можам да ништо сега за сега. Само да дополнам, ако може, тоа што Слагена го говореше, дека треба да им се обезбеди функционалност на институциите, дека се она што е дизајнирано на хартија треба да профункционира во стварноста. Сакав да укажам дека еве и од во извештајот на Греко има уште значајна препорака дека треба да им се обезбеди функционална независност на нашата институција и на слични како нашата, вклучувајќи и материјални и човечки ресурси. Тука веќе треба да дојде до израз политичката волја, бидејќи Министерството за финансии, односно владата на Република Македонија треба да ни ги овозможи овие ресурси. Да, добро, тоа сите се согласуваат дека без доволно пари за да се платат најпосле самата работа на обвинителите, но се разбери на истражните тимови и сите други, нема да има никакви резултати, или ќе бидат такви какви што беа до сега. Ќе ве прашам пак, господине Муареми, бидејќи имаше неколку актуелни случаи деновиве. Еден е за случувањата во МРТВ, против директорот на МРТВ и против една нотарка или нотар. Се извинувам ако што не сум точно запознан. Запознаени ли сте што понатаму со овој предмет, од како е предаден во обвинителството? Имате ли повратна информација? Не, за сега не, бидејќи тој предмет сега е поднесен или пред една недела. Верувам дека откако ќе се прераспореди на јавен обвинител, тоа ќе има и конкретни одговори од страна јавното обвинителство. Значи се работи за одговорното лице во правното лице во МРТВ, како прво пријавен и второ пријавен нотарка конкретно да од подрачјето на Скопје, каде што со добивање на одреден кредит, кој што одговорното лице во МРТВ бил должен, согласно Законот за јавни предпријатија, да претhodно да добие согласност од страна на собственикот. А тоа е парламентот, собранието. А тоа не го направи. Значи, тоа не го направи, а ние со писмен одговор од страна на собранието добивме дека и ни потврдуваат дека истите не дале таква согласност за да оние да им одобре таков кредит. Меѓутоа, интересно е Каде е штетата по буџетот? Да, штетата е тука затоа што он со злоупотреба на службената положба и овластување и со пречекорување на своите овластувања без претhodно да добие согласност од страна на собственикот, каде што е собранието, склучува договор со една комерцијална банка за добивање кредит. И пазете се, значи кредитот секоја комерцијална банка, финансиска институција тука во државата, си го дава за идни инвестиции. Ретко некој дава за покривање на долгови, затоа што доколку една компанија која што цело време, значи во претhodните години ностоп на долгови, тој никако не може да дојде до одредени средства за да ги покрие тие работи. Мешате во деловната работа на компанијата. Они сметеле дека кредитот им е добар за да вратат долгови. Тоа е нивно право. Делот каде што да, компанија на крајот на крајот. Да, македонската да е јавна, да. Меѓутоа делот каде што они ги дават овие пари се затварање за еден доверител кој што е самата комерцијална банка. Значи тука затварат еден долг помеѓу банка ти дава, банка ти зима. Добро, каде е штетата по буџетот? Штетата тука е во буџетот затоа што долгот, односно кредитот што е земен за 2 милиони евра, оние дале залог негде над 5 милиони евра имот, недвижен и движен имот на телевизијата. Но доколку се врати кредитот, тој имот нема да пропадне, нема да го купи, нема банката да го преземе. Да, секогаш е доколку. Добро, но дали во моментов има штета по буџетот? Работата со загуба. Значи доколку има едно соопштение од Македонската радиотелевизија каде вела дека штета по буџетот нема и сега јас врз основа на тоа се обидувам да извлечам повеќе информации и тие велат дека на ниеден начин
не го прекршиле статутот на МРТ, добро, вие рековте дека Јавната го прекршиле, телевизија но дека сепак, како и да е, нема штета по буџетот. Јавната телевизија е Да. јавен медиум, каде што секој кој што има таква позиција не може да му текнува сега дека јас можам се да правам со таа институција. Значи има прописи, има закони кои што треба да се почитуваат кога се води институција. Секоја јавна личност треба да знае дека со самата позиција има права, има привилегии, ама има и одговорности. Треба да знае кај му се границите на своите овластувања. Он треба да знае дека јавната телевизија, МРТВ, подлегнува под Законот за јавни предпријатија. И треба да се испочитува законите, односно што се изгласени од самата држава. Тасева? Како коментирате вие овој случај? Да, ова ме подсети на случајот со спомнатиот поранешен министер за финансии Зоран Ставрески, каде што Уставниот суд донесе одлука дека ја прекршил својата службена должност од донесување на правилникот според кој сите пари од буџетот за финансирање на политичките партии се насочија кон коалиционите партнери на владеачката партија. Ние поднесовме на основа на одлука на Уставен суд кривична пријава до јавното обвинителство и од таму добивме решение дека таа се отфрла пријава затоа што нема штета по буџетот. Значи, ние мораме да водиме сметка за тоа дека треба да се почитуваат законите и реално можеби нема штета по буџетот. Меѓутоа, действијата кои што се преземени од страна на тие лица за кои што сега зборуваме дека треба да постапуваат по закон, секогаш треба да се води сметка. Како ќе се сервисира долгот? Јас би дополнил тука. Значи, штетата од страна на јавното обвинителство е прецизирана надвор од тоа колку што е доспеаноста на кредитот. Значи, доколку доспеаноста на кредитот е 2 милиони евра, не може тоа да стават под залог 5 милиони евра. Значи, тука е штетата. Според јавното обвинителство, разликата која што е надвор од кредитот, тоа е веќе направена штета. штета. Направена штета. Е причината штета или потенцијална штета. Добро, што станува со случајот со Тето? Тој исто така го бевте, мислам дека и антикорупцијската комисија работеше на тој случај. Нас, меѓутоа главната истрага е завршена во финансова полиција и веќе поднесува кривична пријава. Значи, тој случај веќе го водиме скоро година дена. Тој случај исто така е завршена со меѓународна истрага, помош од страна на некои сродни институции како финанска полиција, добиени се доволно докази каде што утврдуваат на инкриминираноста и штетата која што е причината врз топлификација која што нели е 10% акционер на Тето. Сите тие факти и докази кои што ги утврдивме и ги објавивме воедно јавно се на надлежност на јавното обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција. Од самиот почеток до крајот на истрагата е водена со консултации на еден од јавните обвинители на гонење на организиран криминал и корупција. Тука штета, нели, што е причината за еден од акционерите, тоа е топлификација, е на 3 милиони евра. Додека начинот како ги сервисирале парите за инвестиција во Македонија, тоа е сосема друга работа. Тука имаме работа за една софистицирана организирана група која го пријавиле како инвестиција целиот тој износ над 180 милиони евра преку Кипар. Меѓутоа, тоа го објавиле нашите тогашни функционери дека тоа е некоја меѓу еден од најголемите инвестиции што се случува кај нас во државата и така понатаму. Меѓутоа, тоа не е така. Значи, наместо како инвестиција, оние тука ги донеле парите како заем. Со обврска, компанијата која што се основа во Македонија, да се вратат после 2030 година. Значи, износот кој што се донесени, парите што се донесени тука преку Кипар, да се вратат после 2030 година. И тоа е направено со договор помеѓу со инвеститорите. Странските, руската компанија со нашата компанија тука кој што е. Меѓутоа, откако топлификација со правосилна пресуда од Врховен суд
добива дека треба таа инвестиција која што оние го направило 3 милиони евра по доспеаност требало да се вратат нели на топлификација. Истите газди, односно собствениците на другите од Кипар побарале предвремено да ги вратат и тие парите. Управителот, одговорното лице кој што бил во ТЕТО имал обврска, значи тоа барање да го даде на управниот одбор. И бидејќи согласно статутот на ТЕТО, он имал ограничено овластување до 20.000 евра да подпише и така понатаму. Меѓутоа, тој само иницијативно го одобри тоа барање и сакал да ги врати парите назад кон другиот инвеститор. Меѓутоа, пари нема, што значи дека побарале стече во суд. И така понатаму продолжува значи да се префрли одговорноста во судот, каде што исто така и судот имал, верувам дека има обврска да си ги бара статутот на компанијата, на акционерското друштво, да види кои се ограничувањата, нели, дали има право он да ги врати пред време или да не ги врати, и така понатаму за да носи некоја правна одлука. ТЕТО АД Скопје целосно ги демантира наводите на Управата за финансиска полиција. Компанијата работи согласно законите и така ќе продолжи и во иднина, и тоа ќе го докажеме во правна постапка. Значи тоа сегогаш ние го очекуваме од сите. И правни действија за заштита на дејноста и имиџот на компанијата од неосновани обвиненија. Може да заработите и тужба за клевета. Види, значи ние како дел од правосудната полиција сме должни да ги утврдиме фактите. Фактите понатаму значи ги исто така е известен јавен обвинител кој што утврдува дали има правен основ да покрене обвинение или нема. Нас тука ни завршува властувањето со поднесување на кривична пријава. Понатаму е јавниот обвинител кој што одлучува како понатаму. Добро, и тоа не е на работа. Пред некаде една година имавте кривична пријава за председател на Фудбалска федерација на Македонија. Не, значи сега не беше пред една година. Пред неколку месеци. Неколку месеци. Добро, до каде е тој случај? Не знаем. Не се интересирате понатаму од кого ќе предадете да видите што се случува, да ја збоднете работата што се вика? Па видите, значи одма одговор од страна на јавниот обвинител ќе ти каже дека согласно ЗКП не сме обврзани да ве информираме како понатаму. Доколку имаме потреба ќе ви се обратиме со наредба. Тоа е официјален став. Мишел Платини заврши во затвор, во притвор пред известно време за местење на случајот во Катар, значи не се заштитени ниту спортските зверки од гонење. Бидејќи помина известен подолг период од кога вие ја направивте таа пресконференција, затоа ве прашувам до каде се работите. Претпоставувам дека не сме информирани, сериозно, значи не сме информирани од страна на јавното обвинителство до каде е постапката. Ние тук пак, значи дополнително побарале некои одредени нови проверки околу. Добро, имавте пријава за поранешен министер за здравство, НТ, за доградба на некои болници, колку што сеќам беше, до каде е таа постапка? Значи таму имаме добиена нова наредба за дополнување некои одредени други истражни, односно предистражни действија. Имало некои нејасни изјави дадени од страна на некои сведоци да ги доистражуваме во тој дел. Значи тука имаме постапка. Добро, имаше исто така за поранешен директор за управување со пазарот на електрична енергија во МЕПСО и за уште неколку мина директори во МЕПСО. Да. Тука колку што знам, колку што ми информирам, бидејќи еден од јавните обвинители нели се дружиме, зашто така не е работата ние, веќе постапува во овој предмет и веќе се повикани сите тие пријавени лица за исказ пред јавен обвинител и мислам дека и при крај е вештачењето. Затоа што треба да знаете дека за секој поднесена кривична пријава од страна на финансиска полиција кога се работи за финански криминал, сегаш се бара и стручно мислење од овластен судски вештак. Вие врз основа на приватна дружба со јавни обвинители ги добивате информациите за тоа како понатаму течат постапки? Не, значи оние доаѓаат кај нас за други предмети и воедно значи си го кажува и ставот за тој предмет. Наместо, ќе ми дозволите ли само малку да се вклучам, значи, еве добра можност препознавам јас, наместо вака остри прашања како дознавате за исходите на кривичните пријави, еве токму од оваа дебатна емисија, добра можност да се иницира една средба на која што
повратните информации за исходот на кривичните пријави ќе ви биде достапен и ќе може таа состојба да се унапреди. Затоа што, впрочем, ние имаме пракса, кога ќе донесеме јавна обвинителска одлука, обвинителен акт, поднесен предлог или отфрлена кривична пријава, да го известнуваме Министерството за внатрешни работи. Јас се надевам дека доколку финансовата полиција иницира една средба со јавното обвинителство, а впрочем и после ваква емисија, ваквата состојба ќе биде надмината. Добро, прашањето не беше остро, прашањето беше Да. сосема на место во услови кога немаме доволно информации за тоа што се случува. Да, повели. Пред 3 месеци во владата се потпише еден меморандум за соработка помеѓу 50 институции, меѓу кои беа судски, правосудни органи. Министерството за правда беше главен носител на целиот тој проект за интероперабилност во сите овие органи. Овој систем треба да овозможи токму да се види кој предмет во која фаза се наоѓа и мислам дека доколку се овозможи да профункционира таа интероперабилност, овие прашања вака остри ќе надминати. Да. Кога се работи, значи, за предмети кои што е во фаза на обвинителен акт, имаме информации и известување од страна на јавното обвинителство и исто така и за отфрлени. Меѓутоа, сега конкретно сите овие прашања беа за конкретни предмети и за тие, значи, немаме уште одговор. Меѓутоа, имаме одговор за од страна на јавното обвинителство за сите предмети кои се покренува обвинение и доколку е нели отидено со спогодба, па се наплатени толку средства во буџетот и така понатаму. Меѓутоа конкретно праша за градоначалник на центар? Градоначалникот на центар, значи, за жал за тоа немаме информација. Значенија пред известно време. Значи за сите што ве прашав немате информација, а за тие што не ве прашав имате штета. Ние правевме една таква анализа, собиравме податоци во рамки на проектот Системот за национален интегритет и справевме тракинг механизам за следење на препораките, кај што анализираме состојба со поднесени кривични пријави. Баравме од сите институции да ни достават информации за тоа колку се поднесени и до каде е постапката. Најчесто одговорот од институциите кои што ги поднесуваат пријавите е дека немаат информација од јавното обвинителство до каде се тие постапки. И мислам дека заложбите за поголема транспарентност на јавното обвинителство треба уште еднаш да ги иницираме, да побараме тие да бидат потранспарентни и во информирање на јавноста, а се разбира најмногу во информирање на оние кои што работат на одредени случаи, затоа што сепак станува збор за предмети за кои што е неопходна заедничка работа и соработка и сега наеднаш на толку завршена работа да не можеш да добиеш информација и одговорот дека немаме по закон обврска да ве известуваме, дури звучи така малце и неумесно. Мислам дека треба да се поработи на таа тема за, ако ништо друго, и за поголема мотивација, да знаеме навистина што се случува. Да, ќе се вратиме сега веднаш, имаме обврски кон нашите рекламери. Повторно во студиото на телевизија 24 со Тасева, Ричевич, Муареми и Ивановска разговараме за повеќето случаи што ја тангираат корупцијата во Македонија. Господин Муареми, пред рекламите споменавте за повеќе случаи за кои немате повратни информации или барем недоволно повратни информации за тоа што се случува со тие случаи. Можете ли да наброите некои за кои што имате веќе и обвинителни акти, а можда и пресуди? Значи, конкретно можам да потврдам дека кога се работи околу даноците, тука јавните обвинители побрзо постапуваат, бидејќи веќе, не знам... Приход на државата. Да, тука мислам дека поише се концентрираат на неплатени даноци, околу даночно затајување, конкретно, значи кривично дело, да, даночно затајување. Тука имаме па конкретни и повратни информации кај што не информираат дека за нашите случаи постапуваат и веќе е направена и одредена спогодба со пријавените кои што признават вина и со тоа директно, значи, се наплатуваат средствата во буџетот на Република Северна Македонија. И тие завршуваат со некаков тип на спогодба практично. Спогодба и најверојатно да со условна казна, каде што да не си го повтори делото за наредните 2 години, нели истото дело. Се надевам дека никогаш нема да се повторат таквите дела од страна на пријавени. Да.
Добро, прашање имаме од публиката, повелете. Здраво, добро вечер на сите. Моето прашање е дали има некои актуелни случаи во високото образование, бидејќи знаеме каква е ситуацијата во високото образование во Републиката. Дали може да ни кажете некои актуелни? Има неколку постапки отворени, поврзани со високото образование. Во принцип се работи за несоодветно и неправилно толкување на законската регулатива од страна на ректорската управа, да кажам, како и некои прашања поврзани со стекнување на научно звање. А вие доколку имате, бидејќи доаѓате од високото образование, предпоставувам сте студенти, доколку имате така, значи доколку имате некакви сознанија други кои што не се предмет на наша обработка, повелете и пријавете такви случаи. Добро, благодарам. Повелете друго прашање. Добар вечер на сите. Јас сум Благоја Петровски, дипломиран психолог исто како него, но и магистар по филозофија и политички науки. Ви благодарам што сте овде, што давате една идеја на како функционираат новиве сектори за антикорупција, финансиска полиција, јавно обвинителство и Transparency International и каква една диалектика имате измеѓу сите ваши институции. Мојот впечаток е дека проблемот главно се јавува во јавното обвинителство од емисијава. А тоа е дека јавните обвинители очигледно, мојот впечаток како што го добив е дека одредени јавни обвинители немаат доволно етички и морални нормативи по кои што се водат за да бидат транспарентни, за да бидат стоици во својата работа, иако немањето на финансии секако постанува како опција. Значи, моето прашање е на кој начин може да се донесат етички, морални, доблесни јавни обвинители кои што ќе бидат транспарентни и кои што ќе ги почитуваат овие нови закони што се донесени за транспарентност измеѓу институциите. Јас многу ви благодарам на прашањето затоа што вашето филозофско-психолошко прашање кое што ги надминува сувопарните секвенции на конкретни парцијални случаи за кои што зборувавме вечерва, но да, јас мислам дека тој впечаток ќе го оставиме на јавноста, мене ми е криво за тоа, затоа што јас не се согласувам со истиот. Наспроти целата недоверба, наспроти сите слабости кои што ги упатуваме и моето признание дека има предмети кои што треба побрзо да се сработат, јас генералниот впечаток за институцијата во која што работам не е овој, дека и главниот кочничар на сите процеси во државата е обвинителството, затоа што впрочем, вие гледате дека целата јавност, нашето влегување во Европска Унија се крши околу законите за јавно обвинителство. Јас успеав да спомнам само дел од слабостите, дека треба друг профил на јавен обвинител, ликови со етички, вредносни, морални и други особености. И така парцијално зборувајќи, јас мислам дека јавното обвинителство заслужува доверба и ќе ја има. Има нови генерации што ќе дојдат, тешко се профилираат кадри, но и од тие старите ќе треба да се извлече нешто што треба, ќе треба да се репрограмираме во начинот на работење, но потенцијалот стои. Ако на државата и на јавното обвинителство му дава таква доверба, каква што зборуваме последниве години што измина, значи не поминува ден јавното обвинителство да не се спомне. Мораме да најдеме сили да ги превоспитаме во смисла на професионална култура јавните обвинители, не само да бидат потранспарентни, да бидат добри луѓе. Во вашава телевизија го кажав истото тоа, затоа што таа моќ која што може да ја ползува јавниот обвинител, ако ја дадете на неук, не кадарен јавен обвинител е опасна работа и за човекови слободи и права, и за државата, и за транспарентноста, и за секој цивилизацијски процес. Јас се надевам, јас искрено се надевам дека тоа ќе се случи и повикувам во јавното обвинителство да се има доверба. Благодарам многу и уште едно само дополнително прашање. Бидејќи се искористија термините затвореничка држава, држава во заробена држава, се извинувам, заробена држава. Дали тоа значи дека можеби дел од јавните обвинители кои сепак се доблесни, етички и културно воспитани, на нормативни, да бидат добри луѓе како што кажавте, можеби подлегнуваат на некои невидливи притисоци од тие корпорации кои што лепдат во небото
или пак може би е само некој остаток од менталитет на социјализам, на Сталиновата Русија или на Дон Корлеоне филмови. Навистина има притисоци врз одредени јавни обвинители кои што даѓаат од сенки? За да кажам дека има, треба тоа да го почувствувам и да ви кажам, овој политичар ми вршеше притисок од тој предмет. Мене тоа не ми се случило. Меѓутоа, и јас сум дел од тој заробен естаблишмент, затоа што сметам дека можам после волку години работно искуство да дадам повеќе, но тоа не ми се дозволува, знаете. Некој ви го контролира начинот на работење и некој сака да ве усмери каде и што треба да работите. Јас сакам да се понудам за доброто на оваа институција и да го работам тоа што го знам. Така да, ако сакаме и од тој аспект може да се гледа заробената држава. Ние имаме квалитетни кадри. И тие луѓе што ги критикуваме, и тие носат квалитет кој што може да го пренесат, знаете. Таму имате добри стручњаци, имате луѓе кои што се таленти за да бидат обвинители. Имате луѓе кои што се добри обвинителски логичари. Имате луѓе кои што добро пишуваат, но тие треба да се пронајдат секој за што го бива и е надарен и да му се даде можност, а не да се уништува. Ако има повисоко образование, да се деградира, да не му се признава тоа, или да се гласа на седница на совет дека тој не заслужува да оди напред. Тоа не сме да се дозволи. Благодарам уште еднаш. Исто така за прашањето. Сакате на оваа тема? Да, во однос на оваа тема сме правили исто така и анализи, истражувања и од аспект на заробеноста на државата. Еве сега конкретно зборуваме за јавното обвинителство. Постојат повеќе фактори кои што ја држат државата и институциите заробени, пред се почнувајќи од влијанието на политиката, влијанието на олигархијата и сите други елементи кои што се вклучуваат и интересите и корупцијата и пред се политичките и политичката корупција. Меѓутоа, постои еден друг фактор кој што може да ги ослободи и не само обвинителите и судиите и сите останати, а тоа е интегритетот. Ако се настојува и се инсистира во тие институции да се почитува и да се гради интегритетот и да внесат луѓе со интегритет, но за интегритетот мораш и сам да се избориш. Јас многу често зборувам со моите колеги од јавните обвинителства дека тие самите треба да се изборат и за својот и за интегритетот на својата институција. Значи, тие треба да се спротистават и на заробеноста, и на тоа што им се случува како ограничување, како недозволување да се постапува, како насочување на друго место, се она што го кажа обвинителката. Значи, мораме да ги поддржиме и да ги поттикнеме и тие луѓе кои што работат во тие институции. Знаете, лошата економска состојба е битен фактор во оваа држава. И тие имаат семејства кои што треба да ги издржуваат од таа плата. Ако си го стави на ризик работното место затоа што нема да почитува нечие барање, едноставно ќе остане без екзистенција. Но тука треба да обезбедиме начин како да ги заштитиме сите, не само обвинителите. Тука имаме потреба и да разговараме и за судите. Постои. Мораме да работиме сите заедно за тоа. И транспарентност е еден од тие начини, и зборувањето на и укажувачите, значи имаме закон за заштита на укажувачи кој што воопшто не се применува од истата причина. Веќе 2 години во сила законот, сите забораваат дека треба да се воспостави тој систем. Значи има можности. Колективно чувство на страв постои. Постои и загрозеност, и страв, и лоша економска состојба, и тие мораме состојби да зборуваме јавно за нив и да обезбедиме заштита на и на секој поединец на работното место. Кога прашувате дали има начин, ова е еден од начините. Дебата, јавно истапување, јавно зборување за состојбите. И ова е еден од начините, и верувајте ми, тоа веќе го сведочам од своје искуство, дека кога јавно ќе се истакне еден проблем, дури да не сте вие свесни за него, кога јавноста и новинарите и медиумите ќе му обрнат внимание, тој ја губи стигмата на случајот, се расплинува и вие фактички добивате една заштита која што не сте ја побарале, меѓутоа во име на тоа за кое што дебатираме денес, во име на правдата. Така, социјален активизам, градиме нова социјална реалност и сме многу популација што сме лесно запалливи, така да ако се излезе проблем на виделина, сите ќе изреагираме. Точно. За тоа. Точно. Благодарам. Има уште некој прашање? Не само сакав да се надоврзам
Убаво објаснивме како, убаво објаснивме што може да се направи, убаво кажавме кои се законите. Но како да бидеме сигурни во институциите дека ќе видиме нешто манифестирано од било што тоа. Се согласувам со тоа дека пример вакви дебати може да бидат полезни, но колку ги објаснивме убаво појавите, но никакви конкретни решенија на било што не осеќам дека дадов. Само со зголемување на обврската за отчетност и транспарентност. И навистина покажување на резултати. Ама како да знаеме дека се транспарентни институции? Значи ќе мора да бидат, да велам обврската. Знаете што, ако има резултати, тие ќе сакат да ги покажат резултатите. Избегнувањето, односно нетранспарентноста е начин да се прикрие нешто. Или пак искажувањето на флоскулите, ние сме таму, треба да ни верувате. Треба да ви веруваме на основа на резултати. Дајте ги резултатите да видиме што навистина е сработено, ефектите од тоа што е сработено, за да може да зборуваме за тоа дека имаме доверба. Доверба се гради преку пример. Вие всушност сега прашувате за чувството ваше на правдата. Оти ќе не верувате некому ако го почувствувате, ако ја почувствувате правдата. Вие во секоја парцијална ситуација, во било која институција, не само во оние кои што учествуваат во делењето на правото. Ако не ја почувствувате правдата, вие имате право да се сомневате. Меѓутоа, бидете доблесени таму каде што ќе ја почувствувате правдата, открите ја. Открите, а кажете да, овој или обвинител или полицаец, овој службеник, овој административец работи, јас почувствував дека денеска работи транспарентно и отчетно. Така ќе ја градиме довербата. И ние имаме обвинители кои што крвнички добро работат. Меѓутоа никој не кажал дека се добри. Напротив, сакаме да ги омаловажиме, да ги подцениме. Таа доверба фактички треба се води на индивидуални, не посебни. Да, секој за себе. Верувајте ми, тој придонес е драгоцен. Ако јас се потрудам денес барем малку да ја вратам довербата. Само тоа ни останува. Да. Благодарам. Да ги видиме и поинтите на вечерашната емисија. Проблемите што произлегуваат во системот, ако ја земеме целата држава како систем, е во тоа што од нефункционирање на институциите ние се натрпавме од премногу предмети заради тоа што граѓаните кои што се незадоволни од многу институции се обраќаат кај нас со надеж дека ете ќе се добијат разрешница на нивниот проблем. Кога се работи во делот на финансиски криминал, нели, сепак мислам дека треба повеќе консултации треба да бидат и директно инволвирани, односно вклучени страна на припадниците на Управа за финансиска полиција, можеби и во текот на истражна постапка. Затоа што на одредени обвинители, не зборам на сите, има некои обвинители кои што навистина одма ги прифаќат, нели, и ги сваќат проблематиките и финансискиот криминал во кој дел се води, додека на други, значи, треба нешто повеќе да се фокусираме и да ги убедиме дека на вистина тука има инкриминирани действија. Ние имаме една состојба на ненапаѓање, јас ја нарекувам, кај нас, затоа што имаме постојано укажувања за предмети на висока корупција, за случаи на висока корупција. Поднесени се многу кривични пријави до сега против носители на функции, политички експонирани лица, функционери и други некои од припадници на приватниот сектор. Меѓутоа немаме ефикасна завршеница на тие судски постапки. Не можете вие нечистотијата да ја исчистите ако немате средства. Јас, например, овде, кога сум сега во основното јавно обвинителство, барам да службено возило за да одам на увид, го немам. Значи, тоа се состојби кои што државата не сме да си ги дозволи. Не сме ни да помисли да ја зголеми платата на обвинителството за организиран криминал, а јавните обвинители во основното јавно обвинителство, кои што впрочем работат и ваков предмет каков што ви презентираат денеска, работат со полна парја 24 часа, одат, дежураат, собираат лешеви и така натаму. Да, тука сме на крајот на емисијата и благодарам на публиката што се вклучи со нашите дискутанти. Ви благодарам и на сите вас што бевте вечерва дел од 24 отворено. Утре секој со својата борба. Ви посакувам многу успех. Почитувани гледачи, ви благодарам на вниманието и довербата со кои не следевте. Останете со нашата програма.